Хей. And Fires Show You Off. Ја отвараме Пандамониум радио шоу број 19, COVID едиција преку Zoom, како вториот и третиот пат. Трајче не е покрај мене, се јавува од дома. Вече дали се слушаме, брат? Слушаме. Здраво Пандамониум радио екипа, се надам дека сте окей. Ова е 19-то шоу пред, овој пат моравме вака да направиме по втор пат или по трет пат, ако не се лажам. Но овде сме, спремивме многу полаба музичка селекција за денес, многу полаба тема и мислам дека ќе имаме вака повеќе време да се забавуваме да слушаме и да накратко да збориме за музика. Да збориме малце на микрофона, ама гледам дека Zoom четот е веќе многу активен уште од самиот старт, односно Mixlr четот, извинете. Така да малце ќе збориме, поише ќе слушаме музика и ќе куцкаме на чет, така да ако не слушате и немате акаунт, направете акаунт, дојдете тука е Пандамониум екипата. Збориме на најразлични теми, трскаме глупости, пишуваме што сакаме онака. Добро дојдовте уште еднаш на сите. Како што кажав, ова е COVID издание на Пандамониум радио шоу, бидејќи јас сум болен. Не е ништо страшно, една недела веќе сум во изолација. Последниот понеделник излјавише бев болен кога бевме заедно. Трајче за сега нема симптоми, така да се надам дека така и ќе остане. Се окей. Добар сум да не се секирате за мене. Моите дома сега се во некоја порана фаза, така да се надам дека и они ќе бидат добри. Идеме со емисијата, значи спремивме многу нова музика, се што излезе последниве 2 недели што не успеавме да пуштиме. Тие што не слушате знаете дека претходниот пат имавме спешал по повод интернационалниот ден на жената, кој помина одлично, бевме многу задоволни. Имаше супер реакции од чет, имаше супер реакции на видеата. Има многу нови ствари, отворивме YouTube канал и така натаму, ќе збориме за се тоа малце подоцна. Го отвараме шоуто со селекција на Activity. Мора да признам одлична селекција и мора да си ја признам грешката веќе ставив Cosmosis траката во рано. Беше за малце покасно, не знам зашто го направив овој превид. Кога слушнав дека почнува, викам да не ми се пушти на шафл плейлистата, ама сум направил некој кикс. Трече, кажи ни што слушнавме. New Georgia Smith, New Brand Fires. Кој што кажа, Georgia Smith нов сингл кој што се вика Addicted, феноменална лоу-ки трака, нешто сосема очекувано од Georgia, но е во тој нејзин лейн, перфектен вокал, одлична продукција. Траката за која што спомна е соработка помеѓу Тони Елен, Бен Окри и Скепта. Прво која слушнав песната Cosmosis беше многу онака беше вау момент, бидејќи на Скепта се појавува сосема на крајот од песната. И ја слушав цело време, продукцијата е толку многу интересна, толку карактеристична, што не знаев во каков домен ќе се појави Скепта на песната. И ми е мило што има таков влез на крај се појавува. Феноменална е, стварно една од поинтересните траки што ги имам слушнато во последно време. И песната од Brand Fires Show You Off исто исходи некој ден, мислам дека ако не се лажам 10 март, 2 дена после интернационалниот ден на жената, и ова е како еден начин на ода кон жените. Збори за неговата мајка, збори за неговата ќерка. Изгледајте го спотот, го има на YouTube, исто кој што е онака една оддава почит за жените општо, но пред се неговата мајка, неговата ќерка и неговата девојка. Феноменални 3 траки, мене многу ми се свиѓа и дефинитивно немаме веќе 2 недели зборено за што има искочено, што нема. Па вака ќе идеме сега со малце понова музика од овој период. Тоа бе првите 3 траки со кои отворивме, остануваме во лейнот на Activity со негова селекција. Тоа што следува Jay Grams, Late for the Bus. Jay Grams е еден артист за кој напиша текст пред една недела, така да најави ни оваа трака и новата трака од Jess Cartier. Те молам. Да. Кој што кажа, Jay Grams е еден артист кој што го упознав 2020, пред некој ден пишав текст за него под радарот, бидејќи стварно верувам дека заслужува да се слушне. Нью Йорк артист кој што е дел од CMG групата, заедно со Smoke DZA, заедно со T-Pain, има некои такви чудни артисти на тој ростер, но го има тој hard, gritty Нью Йорк звук и баш во текстот пишав, немав поим дека ќе вади нов албум, за 2 дена после тоа да извади уште еден албум, Grams, кој што е спелуван, и една од омилените песни на овој албум е Late for the Bus, многу интересна онака Нью Йорк песна која што има многу интересна продукција. За
втората трака Jess Cartier и Cousin Steez, двајца другари кои што мислам дека е едно од поретките колаборации помеѓу нив, песната се вика Nothing to Me и е во тој лейн на Jess Cartier и на Cousin Steez. Cousin Steez уште го немаме зборено, но имаше неколку моменти во 2015-2016 година каде што имаше еден многу познат микстейп кој што се викаше Suffolk County и песната, не знам, можеби некој ја знае, Ill Prince или Ill Smith, поточно се вика песната. Така да не должиме многу да идеме со тие две песни, па после ќе се префрлиме на твојата селекција за тоа што немаш спремено за вечер. Leave the Door Open. Верувам добро позната на повеќето од вас што не слушате. Една од траките која ги одбележа последниве 10 на дена заедно со проектот на Drake. Траче се слушаме. Овде сме. Добро. Кажи ми што мислиш ти за Leave the Door Open и за Silk Sonic? Чекам понапрово да се извинам за сецкањево и за овие работи, ако продолжи ќе го сменам нетот. Јеби га таков сетап, имаме малце позактевен, можеби нешто поспоро, немам појма, али се надам дека ќе истераме. Тоа беше траката Leave the Door Open, Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic. Јас сакав тебе да те прашам, прво ти да ми кажеш што мислиш за оваа трака, па да продолжиме понатаму. Искрено не знам зошто доби толку многу критики кои што доби. Предпоставувам дека веќе Бруно Марс е стигна до тоа ниво за што и да направи нешто, најчесто е appropriation и што и да не верувам во тоа, не знам зошто, но не можам да ја мразам песна, мене ми се свиѓа. Вака ко структура, ко песна, ко целина многу ме потсеќа на, иако многу побавна и многу помека, ме потсеќа на Make It Better од песната на Anderson .Paak, но општо ми се свиѓа, брат. Андерсон овде ми е одличен, Бруно Марс стварно извонреден со неговите вокали и стварно е онака silky smooth песна која што мислам дека ќе остане ако ова е било што за предвестник за албумот, мислам дека ќе добиеме феноменален албум од нив двајца. Добро. Ја не се осеќам баш така за песнава. Песнава мора да кажам прво дека е многу добра и гледам дека луѓе во учет, дури Курчо пиша дека и можеби и хит на годината. За мене лично, за мој вкус, песнава е многу спора, многу мека и многу попиш, некоја онака поп ми е за мој вкус. Можам да кажам дека е квалитетен поп, така да не, како што викаш ти, тоа е изрека со која не се слагам најчесто, не можам да ја мразам, не ја мразам воопшто, али дека би ја пуштал во ротација да ми биде мене лично, не. Мене ме потсеќа на траката Versace on the Floor од Bruno Mars, само исто некоја поспора варијанта. Не знам зашто overall звукот ме потсеќа на неа и вака overall звукот ме потсеќа на нешто што би свирало на Антена 5 радио или на некој комерцијално радио за време на божикни новогодишни празници. Тракава кога ја слушам, натака ме носи. И таква трака уште една која не можам да ја мразам, али не е мој cup of tea. I Feel It Coming од The Weeknd и Daft Punk. Тоа е една трака која онака, колку и да сум пробувал да ја засакам под наводници, ми била премека и препоп и никогаш не ми легнала како што треба да ми легне, како што би сакал да ми легне на трака. Од друга страна, не е направена за мене најверојатно и гледам дека реакциите на интернет се супер, се сруши нетот, ја можам да видам и по коментари, бидејќи слушав две интервјуа, едно интервју кај Zane Love и едно интервју на The Breakfast Club, сакајќи да се спремам малце за емисијава и да видам што они двајца сакаат да кажат. И гледам дека они се презадоволни од продуктот кој излегол и гледам дека и луѓе во коментари исто така се презадоволни и кај нас и во целиот свет, така да верувам дека они се задоволни со тоа што излегол. Кажи ми што очекуваш од проектот? Па ја би рекол more of the same. Не верувам дека ќе е на пример нешто револуционерно или дека ќе е некој звук што го немаме слушнато до сега. Мислам дека ќе е многу сличен на тој од Oxnard, но мојабетот е дека сепак овде го има Бруно Марс, кој што кажа, го има тој малце поголем поп апил. Сепак знаеме дека Бруно Марс користи многу повеќе звуци и
и мелодии од она фанк и сол музика од 70-ти, Марвин Геј. Така што очекувам некоја интересна фузија, нешто интересно да извади Андерсон пак, но во поголем домен очекувам Андерсон пак да има покарактеристични вокали и текстови, додека од Бруно Марс искрено освен вокалните способности не очекувам нешто повеќе. Тоа би сакал да го видам и јас повеќе. Мене ова многу повеќе ме потсеќа на Бруно Марс трака отколку на Андерсон пак. Иако не сум голем фан на Андерсон пак како што си ти на пример, али го следам уште од кога се појави, на пример Малибу таму од 2016 кога излезе, кога бев најдлабоко во трапот, ми беше постојано во ротација како еден getaway кога сакав да сменам од таа музика. Не сум скроз у текст од целата негова дискографија, али на пример и Бруно Марс исто така го пратам уште од 2010 уште од Doo-Wop and Hooligans и мене искрено како поп артист ми се допаѓа бидејќи Бруно Марс постојано има некој баланс помеѓу да речеме ultimate попет, да, али постојано влече корени од нешто што ми е мене блиско. На пример се сеќавам на првиот албум имаше на трака која се вика Liquor Store Blues, на која гостува Демиан Марли. И таа трака кога излезе ми беше постојано во ротација на DJ сетови као warm up, игам ставено на микс. Така да Бруно Марс ми беше постојано така некој добар баланс на многу квалитетен поп артист. И затоа ја лично би сакал да слушнам еден проект каде што да речеме дека Андерсон пак има малце поголемо влијание и ќе влече малце повеќе на ке под наводници по уличен звук, како може така да се каже воопшто, бидејќи кога го споредувам Андерсон пак со Бруно Марс, не можам да најдам прав израз, па да речеме малце потврдо, малце по не знам како да се изразам, пак да не биде тоа хардкор, се разбира, него пак да биде во нивен стил. Ако има такво нешто што искрено не верувам дека ќе има според овој прв сингл и според естетиката и според се, тогаш би ми изненадиле мене, но ќе повторам уште еднаш од интервјуата што ги гледав и од мајндсетот во кој се, они се во супер мајндсет, се гледа дека се задоволни од своите соработки, од својата соработка и својата дружба. Така да верувам дека ако ништо друго ја прават музиката која навистина ја сакаат и сигурно ќе има луѓе на кои ќе им се допадне. И веќе има. Тоа и ми беше мене следниот муавет дека искрено за мене не беше очекувана соработка. Не до толку за да се создаде онака некој официјално дуо за тие да креираат проект, ама среќен сум пошто се деси ова и ги гледам реакциите и од нив двајца и си уживаат стварно во тоа што го прават, така да не можам да не сум среќен за нив. Па тоа и викаат у коментари понет као the duo we never knew we needed. Онака баш кога ги слушаш и кога ги видиш еден до друг како разговараат на интервју, сваќаш дека уствари има многу логика со ова што се случува. Не е од нигде никаде целата работа. Така да супер, мислам дека на сценава и требаше нешто вакво да освежи, да нешто малце по-прогресивно, нешто малце по-различно од досадните ствари. Така да тука сме да слушам и едва чекам да чуеме. Тоа што може да го слушам од интервјуата е дека сака да вадат песна по песна, бидејќи се смета дека сите песни од проектот се квалитетни и заслужуваат внимание и работеле напорно на нив според нивните зборови. Така да очекувам дека ќе има на неколку недели песна по песна, секоја песна со посебен ролаут, со посебно видео, посебен визуал, како и да е. Интересно е дека немаше видео за ова, али нивниот настап на Греми наградите излезе како видео и може да се каже дека настапот во живо, ако тоа беше воопшто во живо или беше претходно снимено, не знам, звучеше можеби подобро од самата песна, го гледаше? Не, го немам, ама ќе се навратам на него, ќе го изгледам. Тоа беше добро дека си направиле како спот и сега тоа видео, не знам дали ќе го стават од официјалната страна на Греми наградите, дали сигурно ќе биде нешто како спот, ќе се користи бидејќи и сите се облечени како што треба, играат, имаат кореографија, супер изгледа. Ќе видиме што ќе извадат. Тоа е тоа, не знам, рече друго нешто за оваа тема? Мислам дека само останува да го добиеме албумот и да кога ќе искочи да го прокоментираме во целост. Точно. Ајде се префрлиме малце на Греми наградите да ги прокоментираме кога сме више тука. Или сакаш да пуштиме малце музика па да збориме после за Греми наградите? Можеме да збориме како сакаш. Ајде, може да збориме. Тоа што како и да е сум разочаран. Уште одма ќе кажам. Зашто? Па, не знам. Прв апсет ми беше дека Фреди Гипс не заде за рап албум на годината. Shout out to нас, ама искрено верувам дека Фреди Гипс го имаше подобриот албум за 2020 година, со тоа што Алфредо за мене беше албум на годината.
Као прво, номинациите беа многу чудни таму. И кога ги видов, онака, мислам дека повеќе логика има да биде Алфредо поради значењето него во моментот. Нас е као легенда, да, многу големо име, али мислам дека е рич да во година кога 2020 нас да добие Греми награда. Исто како што за мене беше рич Бионсе да добие неколку Греми награди во 2021. Дел од траките, едната трака конкретно Black Parade, јас денеска дознав дека постои уствари, немав никогаш претходно слушнато. Да. Тоа ми мене дека веќе не ни слушаш за песни од Бионсе, дека не се хитови, а некако секако ги добиваат најголемите престижни награди онака. Не воопшто не ми е јасно тоа како и зошто е така, но претпоставам дека тоа е Бионсе. Тоа е Бионсе, ама според мене со вакви ствари Греми наградите само уште повеќе губат на својата релевантност и темата што зборевме уште пред 10 епизоди кога се појавија номинациите. Мислам дека после ова издание на Греми наградите, после овие награди, на страна од лошите номинации, мислам дека уште повеќе ја утна работата. Слагам. Имаше многу пропусти, брат. Има онака за неколку работи се радувам, за неколку не се радувам, некои се очигледни, некои не се. Ама пак ја кажам, стварно King's Disease беше добар албум, одличен албум, но не заслужуваш албум на годината. Нас требаше да земе Греми награда пред 20 години. Не требаше да земе Греми награда во 2021. Буквално требаше да земе во 99-та кога беше и актуелен и релевантен. Настрана на тоа што нас се уште е релевантен, еден од ретките артисти кои што успеа да остане релевантен во ова време, но пак на крајот на денот тоа е активен од 94-та година. Така што, ама не знам, од другата страна Кейт Ранада се здоби со две Греми награди, што сум пресреќен за тоа. Кали доби заедно со него една. Burna Boy, Whiskey доби заедно со Бионсе, али тој Афробит трака Burna Boy доби за интернационален глобален артист, што е голем успех и показател за афросцената. Имаш и настап. Единствено, например, не знам, Best New Artist гледам Megan Thee Stallion и мислам дека е единствениот логичен и избор од сите тие артисти, бидејќи следниот друг артист од овде ми е Doja Cat и Кейт Ранада. Кейт Ранада не е нов артист, нов е можеби за луѓето во мејнстрим културата, но ја Кейт Ранада како продуцент го знам уште од 2012-2013 година. Да. Така што за мене воопшто не е нов, додека Чика, D-Smoke, Doja се нови, но не се на нивото на Megan Thee Stallion и мислам дека таму е сосема заслужено. Колку и ја да не ја слушам Megan Thee Stallion, мислам дека сосема си заслужи да земе Best New Artist. Се сложувам со тебе и тоа што неколку хип-хоп песни беа снапт во генералните номинации, значи во сите номинации, тоа е само показател дека, да речеме, 2020 не понуди нешто посебно у поглед на мега хитови, освен тие TikTok хитови као Rockstar и као Savage, така да не се љутам ни ја за тоа што, да речеме, поп или фолк или кантри артистите ги добијат тие награди, фере, али мислам дека после ова Греми наградите уште наш покажаа дека не се релевантни, не е тоа. Мене искрено, брат, не ми е јасно како песна на годината е I Can't Breathe од Дернст, Emily и Her. Тоа не ми е јасно. Песната ја немам слушната. Исто. Не знам која е искрено. Исто. И покрај The Box, искрено мислев барем дека The Box ќе добие, пошто стварно го заслужуваше тоа. Ама на песна на годината overall, не сум сигурен дека толку е голем. Па мислам дека имаше голем импакт, бидејќи го имаше и тој TikTok момент, го имаше тој social media момент. Некако навлезе ептен наеднаш во културата се појави и си денес уште траката се слуша, уште е на сите најаки плейлисти, уште е само бројките растат за неа. Така што не знам, тоа добар момент ќе беше онака. Мислам дека и од сите траки понудени таму, мислам дека е најпозната. Единствената која што би била е на Post Malone Circles, но мене таа песна воопшто не ме беше во ротација година. Тоа е тоа, Fuck the Grammys. Идеме натаму, ако има други награди ги коментираме, но
Ако сакате да чуете повеќе што мислиме за Греми наградите, номинациите и сличните на нив награди, ќе постираме линк на во YouTube као прозорче, сега го учиме YouTube и неговите функционалности. Таму сме од викендов, така да Пандамониум радио на YouTube каналот, заследете не, постојано ќе ставаме видео содржина која ќе нема на друго место и останати други работи понатаму едно по едно. Битно беше да го стартуваме тоа. Кидем и на Clubhouse деновиве, тие што имаат iPhone инсталирате, имаме инвайт, пишете ни, може да ви даеме инвайт. Перо се понуди трајче има, јас имам неколку. Пишете ни слободно и ќе ви направиме welcome на таа нова платформа. Да се вратиме малце на музика, трајче, може? Ајде. Еден артист кој спремив две песни од еден артист кој како име го има видено неколку пати до сега, али погрешка ми налета на плейлиста на Spotify и истражив повеќе оваа недела од него. Иако бев болен и не бев баш умут за слушање музика, али тоа што слушнав многу ми се допадна, па сакам да го представам пред публиката. Дали си слушнал за Guapdat 4000? И ќе ти кажам Guapdat од кај го знам и мислам дека и ти можеби тоа е првата интродукција за тебе. Не знам дали се сеќаваш, ама знам дека ја имаш пуштано Коста Рика. Тоа сакам да кажам, значи Dreamville албумот Коста Рика ја пуштив на 6-тиот роден ден на Trap the Fuck Up. Една одлична трака која многу ми се допаѓа. Песниште. Како име го имам видено таму, го имам видено, се појавува на неколку песни од тој албум на Dreamville, али како име не ме привлекол никогаш да го преслушам малце повеќе. Ми се пушти погрешка траката Алфа и ми го зема вниманието. Исто така баш периодов има нов сингл извадено кој ќе го слушнеме, значи ќе слушнеме траката Алфа и синглот How Many заедно со Illmind. Тие две траки ми беа постојано во ротација оваа недела, инаку дечкото доаѓа од Оукленд. Има една трака голема на гостување кај Too Short, која се вика Oaklandish. Значи звукот е West Coast, модерно, интересно. Не е ништо поврзано да речеме со генгста муабети или такви, него баш е повеќе да речеме по секојдневни муабети. Видеата му се многу интересни од тоа што можев да видам. Значи многу интересни спотови, добар звук, уникатен за него, има пеење, има рецитирање. Некако ми се допаѓа и ми легна многу убаво. На моменти сака да биде као смешен, има некои глупи фори што мене лично не ми се допаѓаат, али оверал има интересни референции и тематиките за кои што збори колку толку ми легнуваат. Инаку интересно дека има група заедно со JID, Смино и Бади, која се вика Zoink Gang. Не знам дали си слушнал за тоа. Да, ама ништо немам слушнато од нив. Искрено не знам дали има official releases. Така да во тој круг на рапери, значи Dreamville екипа, модерен под наводници бумбап или модерен хип-хоп, малце по-лирикал, али не во негативна смисла. Има извадено неколку проекти, но овие траки се one-offs, значи не се дел од ништо сега за сега, така да сега ми е на радарот и ќе следиме понатаму. Може да слушнеме Guapdat 4000, ова е Пандамониум радио шоу број 19, направивме добар муабет, идеме со траката Алфа прво, па потоа ќе чуеме и траката How Many, и потоа почнуваме со слушање на Scary Hours 2 од Drake. Уживајте и пишете ни од чат како ви се допаѓа. Yeah, I don't trust fake niggas or snake niggas. Got a lot of M's on my mind and my friends. Yeah, I keep my friends on my mind. Should repent. I need me some Jesus in my life. Amen. Тоа беше траката Wants and Needs, Drake, Lil Baby, Scary Hours 2. За мене овој проект е 3 од 3, буквално 3 од 3 пута 100, бидејќи го преслушав многу пати и не можам ни да изберам која ми е омилена. Требаше сега да почнеме да збориме малце повеќе за Scary Hours 2 од Drake. Кажи ми како се осеќаш за него. Брат, исто кој што кажа, може би сме biased, може би не, ама уште кога го најави, знаев онака што ќе се деси, пошто знаев дека се спрема нешто сериозно, но имам само една замерка. Сите три песни ги сакам, и тоа на посебен начин, бидејќи стварно песните немаат некоја кохезија меѓу себе, се гледа дека се онака само една колекција од три песни кои што ги има дадено као некаков теист за албумот, но стварно се надевам дека ова нема да биде звукот на албумот што ќе биде. Бидејќи Certified Lover Boy очекувам да биде нешто по-кохезивно, нешто направено во стилот на искрено можеби Scorpion, бидејќи Scorpion на еден начин, иако беше дабл албум, првиот и вториот дел некако беа многу сонично воедначени, онака. Првиот дел си беше засебен, вториот си беше засебен.
И истото го очекувам, но сакам да видам кај ќе отиде Дрейк после Скорпион и после се тоа што извади до сега, каде ќе замене сонично со таа. Што ќе се случува, што музика ќе продуцира, каква ќе е продукцијата, кој ќе е на продукцијата, пошто овде знам дека има битови од Boy Wanda, уште од кој не знам искрено од кој сите, но Lemon Pepper freestyle ми е повеќе ми е Rick Ross трака неголи што ми е Drake трака. Но Drake овде се снаоѓа перфектно и мислам дека секад имаат онака неизбежни бенгери, certified бенгери кои што не можеш ништо да кажеш за нив. Има толку многу cool цела песна која што онака на моменти сежам од нив. Пошто стварно онака овде се покажува Drake каков артист и затоа и скопирав To Be Real Man, I never did one crime but none of my brothers could caption that line, бидејќи и во минатото Drake има зборено онака дека I have dropped bodies и што и да, и тоа веќе како станува постар го трга тоа на страна, едноставно него више тоа интересира, бидејќи може да се to humble himself, да се повлече и да биде наискрен во музиката што е, и затоа очекувам дека албумот сега што ќе го извади, мислам дека ќе биде перфектен. Истото важи и за другите две траки, не мислам дека се негови песни, онака. Wants and Needs не е Drake трака, тоа е Lil Baby трака со Drake feature. Искрено. Ти што мислиш за него? Гледа, ја искрено мислам дека сите три траки се Drake траки, бидејќи го слушам Drake од, знаеш, уште од многу одамна и го сакам секој издание на Drake буквално. Исто. Забележав дека овие изданија уште повеќе онака најмногу ги сакам од сите алтер ега, да речеме, на Drake, бидејќи се сеќавам и Scary Hours 1 кога излезе, јако имаше тоа само две песни. Тоа беше 2018 година, ако не се лажам, со God's Plan и Diplomatic Immunity. Значи тоа, не знам, каверот на Scary Hours го имав до пред некое време на позадина на компјутерот, онака тој проект, иако само две песни беа, God's Plan им беше instant smash, огромен мега хит, али Diplomatic Immunity ме потсеќа многу со тематиката и со начинот на кој што збори искрено и отворено за стварите на овие три песни. Токму поради тоа мислам дека го има крстено Scary Hours 2, бидејќи некако се поклапа, иако сонично можеби не, иако има моменти кои се повторуваат, како рапувањето и слично. Мислам дека повеќе тематиката, онаа тематика на искреност, вулнерабилност, али во исто време и многу цврст став, многу на моменти курч, на моменти, значи многу добар баланс помеѓу работите, ги кажува баш како што се многу искрено. За мене ова е онака Дрейк која ќе му дое преку глава од нешто и која ќе влезе јако и која ќе има нешто да докаже. Да. И мене тој Дрейк највише ми се свиѓа, затоа сакам Certified Lover Boy да биде тоа, како буквално онака да биде наискрен, да збори од таткова перспектива, да збори за неговите hardship што ги има сега, бидејќи и тоа го збори во Lemon Pepper freestyle, каде што парите веќе не му се проблем и нема потреба да збори за нив. Едноставно, стварно веќе нема потреба он да збори за колку пари има, бидејќи тоа го има докажано буквално години уназад. И затоа демек дури вели дека иако и ги немам, не би плачал на траки сега за нив. Така што мислам дека стварно ќе добиеме солиден албум од Дрейк. Се надевам дека ќе го добиеме побрзо. Но овие траки не мислам дека некако ќе бидат поврзани во целата таа тематика на Certified Lover Boy, иако ги обожавам и трите. И токму поради тоа мислам дека се извадени сега, да си го каже он тоа што го има, да си го каже баш тоа што го има, за да може после на албумот да има нели малце пољубовни ствари и малце помеки, се разбира, мора да има некој хит, некој радиски хит, некој клубски хит. Така да мислам дека ова е онака Dark Lane Demo Tapes беше еден вентил, да речеме, ова беше второ онака као вентил, да си каже, да речеме, микстейп материјал, иако Дрейк е преголем за да вади микстейпс, онака ја овие траки така ги гледам, значи иако се официјални, иако се многу добри, се повеќе нешто што би отишло на некој не толку официјален проект. Што мене многу ми се допаѓа начинот на кој што Дрейк ја прави, ја вади музиката, мислам дека е пионер за многу работи и мислам дека онака буквално си прави што сака, бидејќи е толку голем за да може да прави што сака и како сака да ги вади стварите. Се сеќавам и на More Life, кој беше во форма на плейлиста уште тогаш на Spotify, кога тука не имаше Spotify. Дали е микстейп, дали е компилација, дали е албум, се збореше истото и за Dark Lane Demo Tapes. Онака постојано кокетира со различните формати. И мислам дека го прави одлично тоа. Морам да
морам да напоменам една работа кога зборевме за кои албуми ги очекуваме во 2021, тоа што се сеќаваме дека Дрейк го одложи Certified Lover Boy и јас на радио кажав дека ја мислам дека тоа грешка од него бидејќи сега е гап период после Whole Lotta Red од Playboi Carti кој излезе на 24 декември немаме добиено проект за кој што се зборува многу. И кажав дека Дрейк пропушта шанса во еден период кога нема ништо да направи многу големи продажби, да направи бум и да биде со единствен албум на сцената во вие неколку месеци. И тој се покажа со овој проект. Иако имаше само 3 песни, сега пред еден сат излезе статија на Billboard, иако официјално се нема смената од топ листата, ќе биде на број 1, број 2 и број 3 место, верували или не. Има над 1 милион продажби официјални за целиот проект и има срушено уште неколку рекорди кои ќе ги прочитам за кратко. Тоа само го докажа тоа што го кажав тогаш дека овој период беше многу добар за било кој артист да извади проект бидејќи беше гап период. И малце ми е криво што Бруно Марс и Андерсон пак извадија нивната трака, бидејќи мислам дека Дрейк го зема вниманието тогаш, али они ќе вадат траки една по една така да ќе си го добијат вниманието кој што си го заслужуваат сигурно. Scary Hours 2 за мене одличен, ќе повторам уште еднаш, го преслушав милион пати. Сите песни ми се на репит постојано, се уште не ми се здосадени. Жал ми е што не сме во клубови да ги пуштам, ако има лето во клубови сигурно ќе одат во ротација, иако не се за во типичен македонски клуб траките. Мислам дека се повеќе за Thursday Shake во EP отколку за, да речем, било кој кафич или било кој клуб во Македонија, али мене ми се многу јаки бенгери. Така да со Lil Baby, да, можеби Lil Baby трака, али Дрейк која сака да... Гледај, зборевме дека Rick Ross, твојот став е дека Rick Ross кога е на трака, секоја трака станува Rick Ross трака, али мене Дрейк ми е многу подобар и многу побитен на Lemon Pepper Freestyle, бидејќи е многу по-долг верс. Rick Ross онака си завршува својата работа на почетокот и тоа е тоа. После Дрейк има 4 минути без прекин, еден многу долг верс без регуларниот концепт на четворки 16 во хип-хопот, него буквално си што сака на начин некој сака и многу интересно дека флоуто постојано се менува. И мислам дека баш поради тоа иако е траката долга 6,5 минути, не досадува колку пати да ја слушаш бидејќи мене ја на пример уште не знам на памет. А најчесто таква песна кога ја преслушаш повеќе пати, една песна кога ја преслушаш повеќе пати, бар ги знаеш крај кревите на стиховите на памет и онака. Ова дека е толку неправилно, не ти влегува толку лесно во глави, а со тоа и не ти досадува толку брзо. Исто, само на некои моменти одредени онака ги памтам тие quotes онака ептен што онака ми се хайлайт од самата песна, но факт е дека у 4 минути онака Дрейк рапува и има премногу што да спомни, премногу што да каже. Многу интересно дека целиот овој проект од 3 песни е полн со quotables, дури до баските му се quotables као facts, окей. Онака мислам дека ептен овде во овој проект и дека е во прав момент изваден и сплетна околности и со работката со Rick Ross, мислам дека овој проект го стаблираше Дрейк на едно многу повисоко ниво од тоа што е, бидејќи го циментира некако за под наводници стрит кредот, не дека тоа стрит кред, него онака некој интернет кред, онака с луѓето збесна за Rick Ross и Дрейк. Не ни знаевме дека оваа тракат не потсети уште еднаш, бидејќи стварно имаат онака десетина соработки кои се мега хитови. Јас направив една плейлиста на Spotify само од нивните соработки и се навистина добри, уште таму, уште од 2010, уште од Lord Knows, уште од Stay Skimming, со Diced Pineapples, со French Montana, Diced Pineapples на албумот на Rick Ross, имаат многу други. И Money in the Grave кој ми беше мене мега хит пред година и пол, две кога излезе. Така да мислам дека овој проект, мислам дека овој проект го стави Дрейк на едно многу интересно место во културата, онака го естаблираше. Можеби дури многу поголем ефект има него Dark Lane Demo Tapes. Да, се слагам со тоа што дел од песниве на Dark Lane Demo Tapes ги веќе имавме слушнато, но знаеш што, тоа примитив дека во Scary Hours 2 поточно структурата и песните се баш на класичен Дрейк албум. Ја имаш What's Next, која што се гледа дека е хитот, ја имаш Wants and Needs, која што е онака треп бенгерот, кој што исто така ќе стане хит, тој има таа онака по стрит енергија, и на крај го имаш Дрейк што рапува 5 минути без прекин, онака што си каже све што има и све фрла на песна.
Така што и дури и во 3 песни онака успеа да ја офати онаа есенција на Drake албум и затоа ми се свиѓа, затоа едва и чекам да искочи Certified Lover Boy и да видам каде и кој е следниот чекор што ќе го земе Drake. Одлично. Малца статистика, број 1, број 2 и број 3, број 1 трака кој што кажа What's Next, бенгерот, иако јас со првите слушања таа најмалце ми беше хит некако, не знам зашто, али да, има логика да е таа најголемиот хит, да не извади е спот. What's Next, Wants and Needs и Lemon Pepper Freestyle, број 1, 2 и 3 на Billboard листата која ќе излезе секој момент треба да се смени. Број 4 е Sonic, Bruno Mars и Anderson .Paak Leave the Door Open. Инаку Drake ова вкупно има 45 траки во топ 10 на Billboard листата во историјата, што само си го сруши својот рекорд. Уште еднаш, официјалните бројки ги нема. Тоа е многу чудно бидејќи What's Next има 49 милиони стримов само во Америка и 19,000 downloads. Овие податоци ќе излезат, ќе ги шер на стори, бидејќи ова се само ги читам од статијата на Billboard, ќе повторам уште еднаш, не таму баш сменети. Така да ги сруши топ листите, чартовите и мислам дека е заслужено. Се слагам. Да не се повтараме, мислам дека Certified Lover Boy ќе биде феноменален албум, но останува да видим. Добро, ајде да идеме да слушаме малце музика. Тоа беше тоа за Drake. Ќе слушаме еден проект од еден англиски артист, британски, кој се вика Gets. Пак ќе слушаме неколку траки, пак ќе влеземе да збориме за нив, бидејќи јас сум малце болен и се измори више од зборење. Идеме со Gets, Stormzy, траката Skankman. Уживајте. So who's gonna lace me? Sticky, blue marijuana. Го слушаме Gets, односно во моментот го слушаме Geeks. Заедно со Gets кај него на трака, така да се вика Crude Crud. Тие што не знаат, Geeks и Gets се две UK хип-хоп легенди. Слушаме траки од албумот на Geeks. Трајче се слушаме. Тука сме. Албумот на Gets излезе на 19 февруари годинава, значи пред месец ден отприлика. Уште го излезе, имаше одлични реакции на нет, знам дека Курчо му пиша на Трајче, знам дека Дамилев го преслуша, Марина ја пишува во чет, луѓето го преслуша, има одлични реакции. Јас го поминав само еднаш, бидејќи не сум некако во муд за ова. Има неколку добри синглови, као траката Skankman која слушавме во соработка со Stormzy, траката No Mercy со P.A. Sally или Пасалиу. Трајче, преслуша нешто од Gets, брат? Нешто само неколку песни. Знам дека Курчо ми го збореше Димитар. Се уште немам стигна за да го преслушам, нешто не сум онака презагреан да слушам Gets. Морам да бидам искрен. Исто јас. Во последно време слушам малце по други ствари. Го слушав новиот албум, се навратив на новиот албум од JME, братот на Skepta. Извадија сега буквално пред 2 дена, ако не се лажам, извадија нов албум кој што се вика North Sound. Исто така како група на MC-ња, на Grime MC-ња пред се, JME, Каполи и уште двајца други другари. Исто феноменален албум, многу добар звук. Почнаа спотови да вадат сега на YouTube. Погледнете го и тој албум, мислам дека ќе ви се свиѓа, ако доколку ви се свиѓа овој звук. Валјда се надам дека ќе најдам време да го преслушам ова, бидејќи стварно го зборат луѓе и им верувам, и сакам да слушам онака Conflict of Interest во целина каков албум. Многу долг албум, тоа ќе ти кажам. Не се слуша лесно, како што можете да видите и од овие траки кои ги пуштивме. Монотони се, долго траат, има многу рапување, битовите претежно се онака по спори, попразни и малце така мрачни, како што беше и вајбот на сите три. Интересно е дека има гостувања и од понови артисти, и од постари артисти. Значи ги има Skepta, Dave, Geeks, Stormzy и дури ги има Ed Sheeran и Emily Sandé тука, така да мислам дека артистите од оваа постарава генерација на UK сцената, како што сега UK сцената стана многу попопуларна и поголема, си ги зимаат своите цвекиња
во доцните денови од кариерите, што е одлично според мене. Така да ако би се слуша вакво нешто, проверете го Gets кога сте го прави од Mood, бидејќи не е туку така за слушање. Ќе предеме на уште еден проект кој го зборевме неколку пати на емисијава досега, тоа е Denzel Curry, Kenny Beats. Траече твоја селекција е ова. Кажи нешто повеќе за проектот, бидејќи јас немам ништо преслушано искрено. Ова е Unlocked 1.5, новиот албум, колаборативен проект помеѓу Denzel Curry и Kenny Beats. Интересен проект бидејќи овде онака мислам дека и малце повеќе се продлабочени во целата таа приказна. Албумот е долг 8 траки онака и интересно е дека голем дел од песните овде се во соработка со некој друг продуцент, во смисла онака имаш The Alchemist version, Charlie Heath version, Jay Versace version, God Mode 950 version. Тоа се некои продуценти онака Robert Glasper version каде што песните им се даени на продуценти, освен на други рапери, се даени на продуценти за на еден начин да ги преработат, да дадат свој флип на песните и ги избрале на интересните. И овде има многу добри ствари, има многу добри соработки, бидејќи можеш да го слушнеш онака Denzel Curry и Kenny Beats, но во верзија на Charlie Heath како тој ги доживува нив, или The Alchemist version, каков ремикс тој прави на нивната песна. Овде има Benny the Butcher, овде има Jay Versace, кој што спомнав, има Kenny Mason, исто еден одличен продуцент, го има The Alchemist, го напоменав Смино, Robert Glasper, 8 траки, но полне онака со фичерс и со соработници кои што и не се онака толку многу чести и кои што не се на ростерот ниту на Kenny Beats, ниту на Denzel Curry, но сепак се гледа дека функционираат феноменално. Траките меѓу себе се прилично кратки, онака сите се испод 3 минути, ако не се лажам. Веќе имаме нешто пуштено, сега одбравме нешто подруго за да се слушне и другиот дел на албумот. Доколку ви интересира ваков звук, малце по на моменти лабав, на моменти знае онака малце да се продлабочи. Слушнете го албумот, интересен е. Мене ми е онака Denzel Curry од албум во албум се уште поинтересен ми станува. И мислам дека само ќе продолжат. Мислам дека немаат причина зошто да прекинат да ги прават овие Unlocked албуми. И се надевам на Two Point O дека ќе биде уште толку поекспериментален и дека Ептен онака ќе навлезат во тој супер вилен стил кој што и самите кажаа во Unlocked тецот дека пробуваат да го емитуваат MF Doom на еден начин и Medley кога тие биле во студио. Така што сега ќе идеме со Layup, The Jay Versace version. За луѓе кои што го слушнале Pray for Paris албумот на Westside Gun, таму Jay Versace има една продукција, една песна, каде што нема кикс, нема drums, и е само семплот, но е флипнат на многу интересен начин и мислам дека тоа стана и онака еден стейпл на Jay Versace кој продуцент, бидејќи сите негови продукти, сите негови битови немаат drums и овде го прави истото и уште кога го видов знаев дека е таква песна, па искрено и таа беше првата која што ја пуштив и не ме разочара воопшто, бидејќи ретки се песните без drums кои што ми се свиѓаат. Така Дарко, идеме со Layup, The Jay Versace version, после идеме со песната Cosmic, The Alchemist version featuring Joey Badass. Bitch, you got me fucked up. Bitch, you got me fucked up. Оваа трака не беше планирана да се пушти, али морав да ставам откако ја слушнав претходната. Убацив една трака, трајче да се слушаме. Овде сум. Значи, одлична селекција, траката Thanksgiving, која ја слушнавме после Denzel Curry, Kenny Beats, Benny the Butcher, продуцирано од Harry Fraud. Одлична трака, ќе ни кажеш нешто повеќе за неја, зашто ја стави, па јас да кажам нешто повеќе за оваа вторава? Песната Thanksgiving е као најава за новиот албум на Benny the Butcher, албумот The Plugs I Met Too, продолжение на албумот од 2020 година, кој што го добивме. Една од омилените песни онака на тој албум е песната со Black Thought од 2020, тоест 2019, ако не се лажам. И интересно е дека не бевме сигурни дали ќе го добиеме овој албум или не, бидејќи
бидејќи Бени да Бучер секогаш има неколку и моментално води 3 паралелни серии каде што го има The Plugs I Met, го има неговиот на Sophomore албум кај што го спрема, вториот студиски албум, и во спремање е Tana Talk 4, кој што е уште еден негов микстейп, што значи паралелно работи на 3 различни проекти и успева тоа да го прави феноменално, онака бидејќи Thanksgiving е еден таков бенгер според мене во продукција на Хери Фрод, е одлична најава за албумот бидејќи е одличен онака одличен вајб кој што го поставува за што тоа ќе биде и е многу искрен муабет, тематиката е добра, Бени овде збори за многу битни ствари, за многу искрени ствари, него што му си имаат лично десено и многу ми се свија дека веќе, и тоа веќе е евидентно дека и сите тројца, и Westside Gun, и Бени, па дури и Conway, сите си земаат свој некако лейн во целата таа нивна игра на Гризелда и си прават своја фан база. Има луѓе веќе само што го слушаат Бени да Бучер, што не можат да ги слушаат Westside Gun и Conway. Јас сум еден од тие. Ете, сакам да ти кажам, тоа е тоа. Многу ми се мене свига дека тој момент каде што веќе тие почнаа тројца да се делат онака во своји лейнови, си создаваат своји тимови, си создаваат своји продуценти онака и соработници околу нив, иако на крајот на денот се фамилија и си работат заедно на нивните заеднички проекти. Но ова онака ми дава голем промис дека и кој што кажа они во песната дека можеби овие песни и во оваа музика они што ја прават нема да ги однесе до Греми номинација или до Греми награда, но ќе им ги држи џебовите полни. И мислам дека на крајот на денот Греми номинациите не се никаков валидитет и едноставно на крајот на денот се сведува на бизнис, а они тоа го токму из ова Го работат добро. Да. Јап. Одлична трака. Мене ми се свига Бени да Бучер од целата Гризелда екипа на која ме навлече ти, Буци, цела Пандамониум екипа годинава. Бени да Бучер ми остана најдобар Burden of Proof, ми беше еден од подобрите хип-хоп албуми годинава. Апсолутно. Джим Джонс ми изненади исто така, продуциран од Хари Фрод, седнички проекти имаат. Dipset, тие што се од малце постарата генерација знаат што значи Dipset, баш на Алекс си објаснував пред некој ден кој е значењето на Dipset, онака ја можам да кажам дека поголем инфлуенс на мене има G-Unit Dipset отколку било кој друг артист од Нью Йорк. Тука ги спомнувам и Nas и Jay-Z, они не се толку релевантни за мене лично, како што се Dipset, Cameron, Joe Santana, Jim Jones и G-Unit се разбира преку 50 Cent. Проектов многу ме изненади, ја кога бидам искрен него преслушав цел бидејќи песната која се вика Fucked Up, која слушнавме, на која гостува Бели на рефренот, е втора на проектот и го пуштив прва, втора песна и втората песна вратив едно 15 пати и не ни проложив нешто малце понатаму да слушам, али се задржав на оваа. Бели многу ми се допаѓа тука, исто ме потсеќа инструменталот со саксот како влага на вториот дел од рефренот, ме потсеќа на трака која се најде на последниот албум на French Montana, која ми е една од најдобрите траки од French Montana на сите времиња. Ја ставив и на мојот PS5.5 микстейп и таму Бели е на рефрен и одлично звучи. Само траката се вика Say Goodbye, една многу добра трака, ме потсеќа инструменталот и начинот на пеење на Бели на оваа која слушнавме, така да ако ви се допадна, проверете ја и Say Goodbye, French Montana и Бели. Тоа беше тоа од нова музика. Идеме со нашата рубрика Sleeper Picks пред крајот да најавиме, да слушнеме 3 траки пред да влеземе последен пат. 3 траки кои се малце постари, кои сега ни го зема вниманието. Одиме со една трака која јас и Трајче сакавме да ја пуштиме уште од поодамно и на некој начин ви ја должиме. Тоа е соработка на Akon и Rick Ross. Траката се вика Get Out и е од 2020 година. Ако не знаевте, Akon има проект во 2020 кој се вика Ain't No Peace. Проектот има 7 траки и да речеме average at best. Мене кога прашувате али оваа трака Get Out која слушнав прв пат ми влезе во и ја свртав неколку пати и рековме дека мора да ја пуштиме на Пандамониум бидејќи јас сум лично голем фан на Akon. Двајцата ја и Трајче многу сакаме Rick Ross, така да ова беше нешто што мора да се пушти, а Трајче ќе ги најави следните две траки кои ќе ги слушнеме после Akon и Rick Ross. Трајче, ќе ги најавиш траките? Јап, да. Следните две траки кои што ја ги одбрав се Got It All од Dam Kennedy
од албумот No Love Lost и песната Gold од Quinn and Miller, Gunmetal Grey, две различни траки од двајца различни артисти. Дам Кенеди, за луѓето што не знаат, е легенда во Лос Анџелес, онака underground легенда која што на некаков начин цело време успева да се оддржи во мејнстримот. Под мејнстрим зборам да биде цело време релевантен во смисла да има writing credits на многу големи проекти и сега веќе да почне и пак да воскренува својата соло кариера со соработки со Лери Джун, со соработки со Currency, Jay Wordy, Payroll, Giovanni, целиот тој клик да има соработки со Harry Fraud, Кардо, и ова е уште една онака потврда дека се работи за многу добар артист, он не е воопшто млад, мислам дека има некои 36-7 години и е цел живот индепендент, бидејќи имал шанса да подпише за major label, но одбил уште во тоа време кога се уште било монументално да се добие рекорд лейбл и да deal и да идеш по тој пат. Тој уште во тоа време го има одбиено тој пат и онака малце сам се уназадил во поглед на неговата кариера, но музиката никогаш не го патела, не го осетила тој момент. И единственото нешто е тоа што добивал многу помал експожер него ли тоа што се заслужува. Да не должиме многу за Quentin Miller, мислам дека повеќето луѓе знаат веќе, бидејќи стана познат со неговиот приказната околу бифот околу Мик Мил и Дрейк, со тоа што тој пишувал за Дрейк и бил ghostwriter за него. Во тој момент онака се појави и негов соло проект, па после имаше едно дуо кое што се викаше The Wedding Crashers и сега пак ја започна својата соло кариера. Интересна песна, малце полавав звук, но ќе бидам искрен, се тоа што имам слушнато од Quinn and Miller во поголемиот дел и ми се свиѓа. Не го слушам доволно и мислам дека треба да му се навратам и да му дадам повеќе пажање онака да ја проследам цела негова кариера. Ова беше Quentin Miller, трагата Gold, инструменталов е одличен. Трајче? Феноменално, брат. Не знам од каде да почнам. Искрено, има неколку песни онака од Quentin Miller што ги знам, ама ова иако е последната од него што имам слушната, една од омилените, морам да признам. И shout out to Mars за споредбата дека врзува рими код 2 Chainz, бидејќи стварно кога ќе онака се сконцентрираш на сето тоа, стварно и го има тој малце 2 Chainz момент каде што многу послеано онака ги кажува римите. И се слагам во врска со тоа. Да, супер забелешка. Big up до Секси Марса, big up до Курчо, big up до Марина, сите кои се со нас во четот, Каров, Джоджо, big up до цела Mixlr екипа, 17 луѓе останаа до крај со нас. Ви благодарам многу за вниманието и за активноста. Јас тука ќе се одјавам, ќе го оставам Трајче да најави што ќе слушнеме за крај и ќе ви посакам само да се чувате и да се пазите и ќе слушнеме ни повторно нареден понеделник, најверојатно вака преку Zoom. Трајче те оставам да најавиш што ќе слушнеме за крај и да ги поздравиш и ти. Драго е тебе, ти посакувам да закрепнеш побрзо, да се чувствуваш боле од утре, се надевам. И фала ти многу и за дружбата вечер, иако не требаше. Се двумевме дали уопшто да идеме лајв вечерова, но издржавме, дојдовме на самиот крај. Ко за одјава, припремив две траки кои што искрено и не сум сигурен дали ги имаме пуштено или не, но сигурен сум дека ги имаме зборено. Се работи за новиот албум на Giveon, кој што го извади пред 2 дена, 3 дена. Албумот се вика When It's All Said and Done, Take Time. И всушност е албум од двете негови EPs кои што ги извади во 2020. Giveon е еден артист кој што јас искрено го упознав преку Дрейк од неговата песна Chicago Freestyle 2020, Dark Lane Demo Tapes. Песната е феноменална, вокалот е многу интересен. На почетокот јабев меѓу тие луѓе кои што го смеша онака со самфа кој што стварно наликува на тој звук, но со неговите песни како ги вадеш и кога се навратив на негови стари ствари од 2018, конкретно Garden Kisses,
мојата омилена Givian песна. Ми остави многу голем впечаток и сватив дека не е one trick pony и дека стварно е талентиран артист кој што може да креира и може да пишува негова сопствена музика и да звучи многу добро. Кој што реков, албумот е уствари на еден начин компилација на двете EP-ња кои што ги извади во 2020. Првото EP е Take Time и второто EP е When It's All Said and Done. Исто така два кратки албуми тие ги спои само во еден проект кој што му доаѓа на еден начин и едно да го одржи интересот за неговата музика, а друго да ја освежи онака плейлистата со цел да добиеме и нов проект во 2021. Мислам дека е добар потек, мислам дека Givian е многу лајкабл артист кој што стварно онака не отфрла луѓе дека каков и потек да направи со неговата музика, мислам дека нема да сгреши во овој момент. За вечерва ги одбрав две песни. Ја одбравме песната The Beach и Favorite Mistake, и двете се од Take Time проектот, но ми се втора и трета омилена песна од Givian воопшто покрај Garden Kisses. И за крај имаме уште една песна Own To од C.S. Armstrong и J-Rock. C.S. Armstrong не ми е познат кој артист, прв пат слушам за него, но ова ми влезе на мојот релиз рейдер. J-Rock го знам оддавна, го слушам. Ова е TD, интересна, фанки и на еден начин, на некој чуден начин и ме потсеќа на Cosmosis што ја слушавме со Скепта. Не е истата така, онака, не знам зошто многу има тој интересен вајб. Така да, Дарко, ти благодарам уште една, јас се одјавувам овде, идеме сега со Givian, па после ќе продолжиме со J-Rock, овде ќе се одјавиме. Ви благодарам за уште еден понеделник, ви благодарам што останавте до крај со нас. Се надевам дека следен понеделник, претпоставам дека ќе бидеме во истиот состав, ќе збориме малце помалце, ќе слушаме убава музика, имаме да надокнадиме. И така, ви посакувам стварно уште еднаш убава вечер, убава недела. Се слушаме следен понеделник.